Ейми Сацади, незиното семејство ја донеле во Хјустон аромата од Лаос и североисточниот Тајланд. Хјустон ја изненадил. Се обложувам дека сите го поврзуваат Тексас со каубои, говеда и ранчеви. Јас барем така мислев. Сацади, која потекнува од Филаделфија, Пенсилванија, верува дека Хјустон е град на имигранти. Таа и незиниот брат помагаат во ресторанот во собственост на нивната мајка, Чомси Сейсан, која е специализирана за храна од Лаос и регионот Исан во североисточниот дел на Тајланд, места каде што таа пораснала. За време на Виетнамската војна останавме во Лаос до 1979 година и конечно се преселивме во Тајланд. А потоа во САД со незиниот сопруг. Таа се сеќава како се чувствувала. Не знам. Друг свет, друга земја, различен живот. Тоа е како да треба да почнете одново. Може би немаат ориз за јадење, си реков морам да го земам мојот ориз или нешто слично, знаете, да готвам. Откако живеела во неколку сојузни држави, Сейсан стигнала до Хјустон, каде што азиските состојки се во изобилие. Некои луѓе кои живеат тука велат дека разновидната храна во градот е негова најголема атракција. Ако доаѓате во туѓа земја, сакате да бидете некаде каде што има луѓе што го зборуваат вашиот јазик и места каде што можете да ја купите вашата храна. Хјустон го има сето тоа. Исто така, она што ги привлекува имигрантите во Хјустон се ниските трошоци за живот и широкиот спектар на работни места во области кои се движат од енергија до медицина. Сајтот за лични финансии Wallet Hub ги анализираше владините податоци и го прогласи Хјустон како најразнолик голем град во САД во 2024 година. Рангиран е високо во голем број области поврзани со разноликоста, како во образование, јазик, индустрија, религија. Сейсан вели дека градот многу се променил откако таа пристигнала во 1985 година. Имавме само 2 храма во тоа време. Тајландски храм и храм на Лао, без многу избор. Сега имаме повеќе. Како и многумина имигранти, Сейсан отворила ресторан со помош на семејството. Незиниот син Алан Ортис се сеќава дека готвењето на неговата мајка од секогаш било голем дел од неговото детство. Таа ме хранеше со леплив ориз. Храна од Лаос. Таа ја изразуваше љубовта преку храна. Сега таа ги храни сите што сакаат да пробаат домашна храна, а таа пак ги поддржува роднините во Југоисточна Азија. Сепак, водење фамилиарен ресторан не било секогаш лесно. На крајот на денот се сакаме. Знаете, ние не би работеле никаде на друго место освен тука, затоа што е забавно. Забавата е само додаток на различните рецепти и култура во градот.